македонци или нема? Ја македонци, јас сум Ај македонец. пипни да видам, пипни се дали си тука. Тие викат няма. Јас сум македонец. Ти си македонец, он не те гледа, изгледа. Јас сум македонец, секој нема македонец. Јас сум един од тек. Ти си поодамна си македонец и не можеш да се откажеш сега. Јас сум се родил македонец, не сум се родил. Така. Не е там прво, значи, Наши. Не може да се родиш македонец да си бугарин. Па не може така. Они вика многу бугари имало со македонско етничко потекло. Бугари има многу македонци. Македонци се тие како се? Ако си етнички македонец, како можеш да бидеш бугарин? Тоа е апсурдно. По државјанство. Тоа се тие работи. Кременци се доста борбени, се држат, не се дават. И Кремен е едно познато место. Тоа не е само Кремен, тоа сите се македонци. Така е. Да си жив и здрав, благословен да те чува Господ Исус Христос до крајот. Вака здрав и исправен. И да даде Господ да се покајат бугарските политичари, да ја признат Македонија, да ги отвориме границите. Они нема македонци, истото 100, 200, 300 години, тврдоглаво, тоа е тоа. Пиринска Македонија нема бугари, така? Нема, тоа е тоа. Тоа е целата работа, што да кажеш. Чекай, аз ќе кажа за цветјата, не трчете така. Не, за това да ми помниш. Стой, Гоше. Не, оттам е за оглед. Съберете се малко по-близо. Берете се. Сега тук јас бех кажал на тој Ѓорѓе Андонов да кажем. Да кратко ќе каже Тихомир Стојанов. Добре, хај. Добро дојдовте на ова традиционално веќе чествување на македонското кресенско востание. Знаете дека тоа е официјалното име, самото востание така се викало, македонско. Кресенско е подоцна измислено, бидејќи само тука се има развиено. И исто така од документите кои што се сочувани во англиските архиви и во други се гледа дека целта била да се ослободување на Македонија и создавање на македонска држава. Самите востаници се нарекувале себе си македонци. И тоа е можеби една од најзначајните работи кои што се има случено во нашиот крај и затоа ние веќе имаме една подолга традиција секоја година, отприлика во времето кога востанието започнало, да доаѓаме овде да поставиме цвекиња, да кажеме некој збор и најважното на крајот да направиме една панихида за сите загинати. Да покажеме нашата почит. И сега без повеќе многу да се зборува, прво ќе помолам тие кои што имат цвекиња и венци да ги постават на споменикот, а после тоа со минута молчење и дадеме почит. Поверете. На българското такова. Къде да го сложим? Там, в десно. Слагате цветја и... Хайде, Маја. Слагате цветјата. Туга до на нашето. Нашето имане. Тој портрета да сложиме. Да, сложи ги портрета. Штом се го докарали, ма немаше нужда да го носите. Не служете го, штом се докарали вече. Това е Димитар Поп-Георгиев Беров, той беше долу. Тоа се направи на стика одгоре на там, ќе носи. Ја да се махне као одгоре. Скила? Скила, да. Сега ќе ве замолам со една минута молчење, прави да одадеме почит на загинатите во тоа востание.
Благодарам на сите. А сега Тихомир Стојановски, кој што е дојден кај нас, нашиот драг пријател, на гости сака некој збор да каже. Да му дадеме шанс. Браќа и сестри, чеда Божји, Исус вели, која е мојата мајка, кои се моите браќа. Тој што ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Која е волјата на Создателот на се, Таткото Небесен? Да се љубиме едни со други. Ние зборуваме за љубов, не за поделби, не за граници, не за граници во човечкото срце. Ние затоа се собираме да кажеме доста за омразата. Луѓе, отворете ги срцата. Браќа, бугари, отворете ги срцата. Бугарски политичари, признајте ги македонците. Не зависи од човек дали има македонци или не. Не зависи од мене дали Стојко Стојков постои или не. Тој суштествува зашто Бог го создал. Македонецот го создал Бог, го запишал во Библијата. Ние доаѓаме како миротворци да се отворат границите. Треба само да се каже има македонци, да сопре овој прогон, да сопре ова безбожништво, зашто ако не го љубиш братот свој, ти целиот народ го носиш во проклетство, ти живееш во омраза, ти не си син Божи, ти си син сатански и нема да биде добро ни за Пиринска Македонија, ни за Бугарија, ни за Егејска Македонија, ни за Грција, ни за Албанија. Да мразиш, да убиваш, да поништуваш луѓе, тоа е примитивно. Македонскиот дух се гледа, толку крв е пролеана, гинати се луѓе, овде е внуката на Антон Попов, како се убиени тие луѓе, а денеска се слават. Браќа бугарски политичари, отворете ги срцата, признајте ги македонците, толку треба, ние сме еден народ, се љубиме. Јас не забранувам и не велам нема бугари. Нека има кој се чувствува бугарин да биде бугарин. Пуштете ги македонците, народ на Исус Христос, да бидат македонци. Дела 16:9. Апостол Павле, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение апостол Павле вели на македонецот: ние веднаш тргнавме за Македонија да го шириме светот Евангелие. Затоа сум во Македонија. Ова е Пиринска Македонија. Денеска е дел на Бугарија, но ти не можеш ништо да земеш. Бог што составил човек да не разделува. Немаш право, никој нема право да ги дели македонците. Ние сме браќа и сестри, сакаме да пееме, да се радуваме, да покажеме како се победува со љубовта. Татко, во името Исусово излеја твојата сила врз овие души македонски да ги чуваш, да останат во твојата љубов. Се молиме за бугарските политичари да се покајат, да ги признаат македонците, за грчките политичари, за сите други што ги негираат македонците. Македонец е име дадено од Исус Христос, не може да се избрише. Од земјата до небесата, во љубовта Исусова, Македонија ќе остане, додека еден македонец во името Исусово победува. Македонија е сад да се шири Евангелието, не е сад за омраза. Ете затоа доаѓам овде. Ти благодарам, татко, што не штитиш, не чуваш и ни даваш да победиме со љубовта. Македонија на македонците, мир и љубов со Бугарија, Грција, Албанија и сите народи создадени од Таткото Небесен. Амин. Значи, утрово меѓу 6 и 7 часот бевме на граничниот премин Деве Бајер од Република Македонија да влеземе во Република Бугарија, односно ние одиме во Пиринска Македонија на соборот на Јане Сандански во Мелник, но за жал не ми е дозволен влез. Како што ми рекоа, во протокол ми дадоа и документи дека сум загрозување за безбедноста на Република Бугарија, дека не ми се дозволува да влезам. Јас сум професор доктор Тихомир Стојановски, предавам на Факултетот за драмски уметности и одам како културен гостин на тој собор
Значи во рамките на Европскиот сојуз нели зборувавме за Европа без граници, да можам да појдам кај моите македонци, да бидам дел од таа прослава, нели, како да речеме, дали некаде на друго место во светот се забранува култура. Тоа што единствено можам да го кажам дека не може веќе Македонија да попушта, да не дозволува македонците да ги имаат своите човекови права и ние да бидеме понижувани, македонците да бидат понижувани во тој Европски сојуз кој бара од нас да се откажеме од самите себе. На крајот ги благословив граничната полиција, им реков јас му припаѓам на Господ Исус Христос, Господ Исус Христос да ви намножи. Тие се подисплашија малку, ама ние ништо не знаем. Јас реков јас ве благословувам. Ете така стојат состојбите, македонци мои. Браво, нека повеќе млади македонки да последват. А сега съборът ще го поздрави професор Тихомир Стояновски от Скръпиотеха. Еј, Македонио, каде те однесовме, како те запустивме. Тие мислат дека е лесно да се избрише нешто што го запишал всемошниот Татко на небесата. Божјото Слово не се брише, не се враќа празно. Бог што составил човек да не разделува, пишано е. Свештеникот пред малку кажа една вистина: ако Христос не воскресна, празна е нашата вера. Ние зборуваме за Исус Христос, Создателот на се, кој го прати Таткото Небесен, да ни ја пренесе вистината, вечната љубов, живот вечен. Македонец, сонуван од апостол Павле, го донесе тоа Евангелие, благата вест на европската стло, на македонскиот полуостров и се расшири по светот. Замислете, тие мислат со човечки ум дека ќе го избришат тоа што Таткото го создал. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Затоа сме ние овде. А што ќе направите ако ги избришете македонците? Ќе немате песни, ќе немате јазик, ќе го немате Исус Христос. Тоа ли сакате вие? Да го нема Исус Христос, да го нема македонецот, кога го сони апостолот Павле по стиховите 15-14 се вели: Таткото зборува од небесата, живо слово не може да се избрише. На почетокот беше Словото, Словото беше во Бога и рече Бог: нека биде светлина. Потоа тој им вели на македонците: кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Апостол Павле заспа и сони сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме, посакавме и дојдовме во Македонија. Како што еве и ние сега сме во Македонија. Една Македонија, друга Македонија, трета Македонија, ваква Македонија. Нема такви Македонии. Има Македонија на Исус Христос, која не може да се избрише. Вие што слушате, а сте глуви, Исус вели: јас дојдов тие што не гледаат да прогледаат, а тие што гледаат да станат слепи и глуви. Зар ти мислиш, човеку политичару, дека ќе ги избришеш македонците? Не може да се избрише Македонија, како што не може ни Израел да се избрише со сите мани. Ние не сме совршени, но ние пееме, љубиме, славиме. Ние не велиме нема ова или нема она. Зошто ние не велиме нема бугари, нема грци, нема албанци? Нема. Не зависи од мене дали има македонци или нема. Човеку, ти политичару таму, ти си одговорен овој народ во Бугарија. Треба да бидеме браќа, да се љубиме едни со други. Што ги носиш во проклетство, бидејќи цел народ го врзуваш да тврди дека няма македонци.
Тоа е проклетство, вашите деца ќе го носат. Исус им вели во пустината, гревот ќе падне врз вашите деца на израелците и толку години се убиваат, само во Втората светска војна. Истото ќе се случува и во Грција, охи македонци. Дали сте вие нормални, имате ли вера? Има еден стих вели, да немате празна вера. Празна вера, велиш, нема македонци, не зависи тоа од тебе. Почесно е председателе Радев, и се обраќам како христијански војник, да паднеш на колена, да им се извиниш на македонците, што се ги затворале по затворите. Стојан Ѓоргиев, 8 години затвор. Зашто лежеше тој? Иван Шушутев овде пееше и плачеше македонски песни. Претходно касетите ги собиравте, ги палевте на площадите. Бог да го прости, Серафим Гоцев ми каже како се палени тие касети со македонски песни, а денес, замислете, ги препејувате и велите дека се ваши. Земете ги песните. Песните се од Господ. Тоа е дар на еден народ да биде цивилизација, да биде лечилиште на постмакедонски идентитети кои не сакаат да прифатат дека македонецот е запишан, именуван, даруван од Исус Христос, да биде светлина на светот, да умира, да се радува, а Исус вели, вие не може повеќе да умрете. Македонија не може да се избрише, да се извините и да кажете, ги признавам македонците, простете што правевме грев, дајте да ги отвориме границите, бугарите и македонците да живеат. Кој сака дека биде бугарин, грк, но не можеш ти мене да ми браниш, да бидам тоа што би именувал и запишал Исус Христос и Таткото Небесен. Затоа сум овде, доаѓам, како што вели Исус, да се љубиме едни со други. Ти мене ми велиш нема македонци и ме носиш во грев да не ги љубам македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија. Македонија треба да се врати, Македонија е собственост на Исус Христос, да ја вратите Македонија на македонците и на семокниот татко. Затоа сум овде. Еден политичар може да направи многу, ако се покае, има доблест да се извини, да ги признае македонците, да ги отвориме границите и да живееме како христијани, да се љубиме еден со друг. Кога не признаваш нешто што го создал Исус, ти цел народ го водиш во проклетство. Се однесува и на бугарите, и на грците, и на албанците што мислат дека со дрогата ќе ја купат Македонија. Македонија не е на продавање. Македонија се носи во срцето. Можеш ти да ми го промениш името, да ме нарекуваш како што сакаш. Јас нема да бидам тоа. Од човечкиот ум не зависи дали има или нема македонци. Во срцето сум македонец. Таков ме создал Господ и останувам до крај. Исус вели, без мене не можете да направите ништо. Што ќе направат тие? Нема да избришат ништо, само ќе прават нова омраза, нови војни. Јас нема да ја земам Пирин планине да ја носам дома во Скопје во фрижидерот. Ние ќе доаѓаме пак, ќе пееме и ќе се радуваме. Ние нема да велиме нема бугари, нема грци, нема албанци, нема срби. Ние оставаме така како што е. Не можеш да промениш нешто што е зададено. Затоа му се обраќам на председателот Радев. Можеш да исчекориш и да речеш има македонци, погрешивме, ќе ги признаеме и ќе не поврзеш во вечна љубов, во трајна љубов. Ќе бидеме христијани, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Затоа доаѓам овде, да останам во таа вечна Исусова љубов. И како што е пишано во Светото Писмо, ќе дојдам при вас откако пропатувам низ Македонија, оти ќе минам низ таа Македонија. Ете, таа е Македонија. Да се живи, здрави и благословени во силата Исусова, во македонската песна и радост и да ги љубиме сите. Амин. И еве на крајот на мојот драг собеседник, сотрудник, пријател од онаа страна на Пирин планина. Видете, најинтересен момент е кога велиш колку и да дува ветрот, планината не може да му се поклони. Нели? Значи, од која страна на планината, мојот драг пријател му напишав едно писмо, иако веќе сум ги кажал овие работи, не е лошо да се повторат, бидејќи кога би ја знаеле законитоста на зборот, мечот на духот, двоостар меч, луѓето би размислиле како зборуваат и што зборуваат, дочи до председателот на Република Бугарија, Румен Ѓоргиев Радев,
му напишав едно писмо, тоа е се што можам да направам во овој момент, да го благословам, почитуван, односно само Исус е почитуван, тој може да биде Господин и тоа е веќе друго именување, не е важно, Господине Радев, Исус е почитуван. На 25.4.2025 сум вратен од граничниот премин после Крива Паланка, Деве Баир, од страна на граничната полиција или милиција, како ја викате, на Република Бугарија, со образложение дека сум безбедносна закана за државата Бугарија. Вие сте по професија војник телесен, а јас сум професор на Факултетот за драмски уметности УКИМ по сценски говор со техника на глас во Скопје и одев на културен настан кај македонците во Мелник и мислам дека тука се крие заканата, тука е таа културна закана, значи македонците испаѓа дека сме ние закана, но ние не сме создадени сами од себе, нас Господ Исус Христос не создал и не запишал. Не знам дали го знаете тоа. Покрај тоа да ве напоменам, јас сум друг војник, молитвен војник сум на Господ Исус Христос и во Негово име, во Исусово име ви се обраќам како на христијанин да ги признаете македонците во Пиринска Македонија, додека се уште имате време на милост, односно во Република Бугарија, како што се сега, а и во Република Македонија, и да ги отвориме границите да живееме како браќа христијани и пријатели. Веќе ова ви го порача во еден говор за Илинден во славното Мосомиште, кај македонците блиску до Гоце Делчев 2023 година. Видете, кој има уши да слуша, кој има очи да види, вика со очите ќе гледате, со ушите ќе слушате, нема да разберете. И јас ви препорачувам да го отворите срцето и Господ Исус Христос да ве охрабри, да направите вистински чекор како прв човек во Бугарија, затоа имате можност и обврска во таа насока, признајте ги македонците, не зависи од вас дали има македонци или не, Господ Исус Христос ги дал имињата на народите, ги дал границите, полуостровот се вика македонски и така натаму. Проблемот е што имате тврдини во умот. Мојата забрана за влез во Бугарија, го молам Исуса да ја укинете во духот на Исусовата вечна љубов. Велми ве подсетувам дека јас му припаѓам на Господ Исус Христос, како и македонците, и секое дејство спротивно на тоа повлекува наплата на грев и проклетство и за вас, и за цела Бугарија, за сите што се вклучени во ова. Велми така станувате борци против Исуса, го уривате царскиот закон Исусов на љубовта, да го љубам својот ближен како себе си, така само лагата што сте ја повторувале дека нема македонци, одеднаш во сатанско ѓаволско сценарио прави раздори, кавга, наместо да живееме, ако сме еден народ, зошто не ги признаете македонците? Се молам за вас да ви намножи Господ Исус Христос се и да донесете вистинска одлука за благосостојба и љубов. Мир вам, Тихомир Стојановски, Македонија, 29.4.2025. Вашата службеничка на граница ми рече дека 10 години ми забранувате да влегувам во Бугарија. Видете, јас сум собственост на Господ Исус Христос и да сме живи и здрави, со оглед што ќе донесете, за 10 години ќе се сетите и не заборавајте, кога ќе дојде наплатата на гревот, да клекнете да се покаете и за оваа работа. Значи, секому да му намножи и ќе му намножи Господ Исус Христос според мерката на срцето. Не можете да ми забраните да излезам од царскиот закон на љубовта, а вие веќе го правите тоа, да го љубам својот ближен како себе си, да ги љубам македонците во Пиринска Македонија и цела Бугарија. Благослови Исусови за сите вас. Амин до Царството Божјо. Покајте се приближи Царството Небесно.